Прво, 1960 година, Џон Кенеди против Ричард Никсон. Кампања под притисок. Оваа дебата го означи почетокот на влијанието на телевизијата врз политиката. Кенеди изгледа мирно и самоуверено, додека подпредседателот Никсон, кој страдаше од повреда на ногата, се испоти по светлата на студиото. Кенеди имаше предност на анкетите. Сега ве носиме во 1980-та. Џими Картер против Роналд Реган. Најефективен пресврт на резултатот. Брзото враќање на Реган врз критиките на председателот Картер ја покажа неговата харизма и комуникацијски вештини. Овој момент се смета за пресвртница што му помогна на Реган да победи со упетлива победа. Следна станица, соочувања од 1988 година. Џорџ Буш против Мајкл Дукакис. Најнеемоционален одговор. Прашањето за смртната казна и како би одговорил гувернерот Дукакис доколку неговата сопруга биде силувана и убиена, го фати неподготвен. Неговиот нестрастен одговор беше наголемо критикуван и се верува дека сериозно му наштети на неговата кампања. За време на дебатата во 1992 година помеѓу гувернерот Бил Клинтон, председателот Џорџ Буш и бизнисменот Рос Перот, емпатичниот одговор на Клинтон на едно прашање, за разлика од погледите на Буш вперени во неговиот часовник, помогна да се зацврсти имиџот на Клинтон како кандидат со поголема поврзаност. Што се случуваше во 2000-та? Под председателот Ал Гор против гувернерот Џорџ Буш, највознемирувачка воздишка. Воздишките на Гор и супериорноста на Буш не му направија услуга. Однесувањето на Гор оддалечи дел од гласачите и влијаеше на тесниот исход на изборите. По првата дебата во 2024 година, Бајден, кој многу гласачи го смета за премногу стар, ја објави изненадувачката најава дека нема да се кандидира повторно. Овие дебати демонстрираат како настапот на кандидатот може да предизвика промени во јавното мислење, што може да резултира со моменти на создавање или прекин во нивната кампања.